Превозникот Автоатом од општина Кочани бара 130.000 евра камата. Толкава штета тој пресметал поради задоцнетото плаќање на услугата за превоз на ученици, извршена во 2013 година. Станува збор за пресметана камата во висина од 1,8 милиони денари за основното училиште Никола Карев и 6,8 милиони денари за средното општинско училиште Гошо Викентиев. Стои во веќе испратените платни налози до споменатите училишта. Испратените платни налози се големо и непријатно изненадување и за општината и за училиштата, бидејќи тие сметаат дека овој проблем одамна е решен. Износ кој на вистина во овој момент е повеќе од загрижувачки, бидејќи сите ние знаеме во каква состојба ни беа училиштата. По ова ги замолив директорите да направат да обават разговори. По обаваните разговори добив негативен одговор, пошто му се јавив и го замолив за еден разговор, кој разговор беше направен вчера во просториите на локалната самоуправа, во присуство на дел од моите соработници, каде што јасно укажавме на превозникот дека ова на вистина не е во ред. Општината од превозникот ќе бара компромис и отстапки, но што доколку Автоатом остане цврсто на својот став дека каматата мора да се плати. Ова ќе направи огромна штета во обавувањето на образовниот процес на овие две училишта. Очекувам дека ќе седнат сите на маса и ќе најдат некој компромисно решение од кое на крајот сите ќе излезат задоволни и среќни. Правно тој е во право, значи следува законска затезна камата за неновремено плаќање, меѓутоа ако земеме во предвид дека тој толерирал да не му се платат фактури во рок од 5 години, на вистина и денеска бара назад од 2013 година камата за тој период, нешто не е во ред. Инаку, сегашната локална гарнитура во 2017 година наследи над 600.000 евра доспеани, а неплатени сметки за училишен превоз, што тогаш представуваше околу 12% од вкупниот општински буџет. Истите на превозниците им беа исплатени во целост на неколку рати.